Иако денес беше понудена трета вакцина, се уште ниту еден граѓанин од источниот регион не се одлучи. Можноста за тоа граѓаните во сите вакцинални пунктови ја имаа, но се сведуваше само на интерес. Има граѓани кои што прашуваат, бидејќи нели се загрижени за своето здравје, меѓутоа уште не сме почнале со самата вакцинација. И оваа нема да биде задолжителна, односно ќе се однесува, меѓутоа е препорачлива за подобрување на имунитетот. Значи посебно кај имунокомпрометираните се препорачува, хронично болните и трансплантираните да ја примаат оваа доза. Според доктор Бурева, можноста стои пред сите кои досега се вакцинирале со 2 вакцини, со напомена дека нив сега ги очекува дополнителна заштита со Pfizer. Без разлика за пациентите со што се имат претходно вакцинирани, дали било Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca или Sputnik, третата доза ќе биде од Pfizer. Се однесува значи за сите граѓани, меѓутоа во почетниот дел од вакцинацијата ќе следува само за лица над 60 години кои што се со хронични заболувања. Тие ќе добијат значи известување од мој термин, бидејќи треба да се запази рокот од 6 месеци по примање на втората доза. Освен во Штип, заинтересирани за трета вакцина немаше и во останатите вакцинални пунктови во регионот. Се уште нашите пациенти немаат добиена покана и немаме започнато садање со трета вакцина, со трета доза. Сите пациенти кои што примиат 2 вакцини веќе се заинтересирани, звонат по телефон, доаѓаат лично во амбулантата и прашуваат кога ќе се почне. Дали се уште доволно не се информирани пациентите или пак се уште нема поминато 6 месеци од примената втора доза, не знаеме, меѓутоа во текот на овој ден немаме некој голем интерес за ревакцинација со третата. Во меѓувреме, извештаите зборуваат за 731 заболен и 50 сместени во болницата во Штип и Кочани. Дополнително загрежувачки е податокот дека во Штипската модуларна болница речиси сите пациенти заболени од ковид се на кислородна поддршка.